Почитувани пријатели, ви посакувам Божиот мир да остане со сите вас. Придобивте од молитва. Апостол Павле во Евреите 4 глава 16 стих вели вака: И така, да пристапуваме смело кон престолот на благодата за да примиме милост и за да најдеме благодат за помош во време на потреба. Овој стих што го вели апостол Павле во Евреите 4 глава 16 стих е од клучно значење, бидејќи овде се напоменува дека ќе примиме помош од Господ Исус Христос кога имаме потреба. Престолот каде што седи Господ Исус Христос е наречен престол на благодата или на милоста. Без оваа благодат, почитувани, никој не може да ја доживее силата на Бог и опростувањето на неговите гревови. Преку молитва добиваме многу нешта. Како прво и основно, на сите нас христијаните ни е потребна мудрост. Затоа апостолот Јаков во 1 глава 5 стих вели: Ако на некој од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога или нека проси од Бог, кој им дава на сите изобилно и без укор, и ќе му биде дадено. Во христијанскиот живот на сите нас, апсолутно на сите, ни е потребна мудрост. Како да сведочиме, како да живееме во општеството, како да живееме во семејството и насекаде. Библијата преку устата на Јаков вели дека треба да се молиме за да ја добиеме таа мудрост која доаѓа преку Светиот Дух. Исто така, Библијата учи дека кога се молиме, ние добиваме и мир Божи. Апостол Павле за ова нешто ќе рече вака: Не грижете се за ништо, апсолутно за ништо, туку во се, преку молитва и молба со благодарност, искажувајте ги своите молитви пред Бог. И потоа нагласува во Филипјаните 4 глава 7 и 8 стих велејќи: И Божиот мир, што го надвишува секој ум, ќе ги запази или зачува вашите срца и вашите мисли во Исус Христос нашиот Господ. Прекрасни стихови. Мирот е резултат на молитвата. Божиот мир го надвишува човечкиот ум или разум. Психолозите во денешно време велат дека живееме во стресно време. Истото тоа го велиме и ние, но тешко може да дадат конкретен одговор на кој начин и како да се добие мир во срцето. Библијата го дава вистинскиот одговор, тоа е молитвата. А и самиот Господ Исус Христос рече: Мојот мир ви го давам, не го давам како овој свет што го дава, мојот мир ви го давам. Значи, ако молиме, ние добиваме мудрост, добиваме мир, но добиваме и радост, вистинска радост која произлегува од Светиот Дух. Затоа Господ Исус Христос во Евангелието според Јован 16 глава 24 стих вели: Досега ништо не баравте во Мое име, барајте и ќе добиете за да биде вашата радост полна. Многу христијани, иако веруваат, сепак немаат радост во нивниот живот. Исус дава охрабрување да му пристапуваме во молитва за да биде нашата радост полна, да се радуваме на спасението, да се радуваме на се она што Бог ни го нуди и ни го дава во нашиот живот. И, нормално, треба да знаеме што бараме. Зашто сето тоа, вели Исус, го бараат народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно се оваа. Тоа е запишено во Матеј 6 глава 32 стих, односно, со тоа сакам да нагласам: не смееме молитвата да ја претвориме во бесмислени барања. Молитвата треба да биде конкретна, јасна, за да не се претвори во формалност и во бесмислени зборови. Исус сака да се молиме за она од што имаме потреба. Потоа, во самата молитва, многу е важно придобивките од молитвата, зборуваме за тоа, да се исполнуваме со Светиот Дух. Тоа значи, кога ние често се молиме, ние се исполнуваме со Светиот Дух. И затоа во Библијата ни се вели: А кога се помолија, се стресе местото каде што беа собрани. Замислете каква Божја сила. И сите се исполнија со Светиот Дух и смело го проповедаа Божјиот збор. Еве што сакам со тоа да кажам.
Вели, кога се помолија, се стресе местото каде што беа собрани. Тоа не значи дека постојано местото каде што се молиме ќе се тресе како земјотрес, туку со молитвата ние ќе се исполнуваме со Светиот Дух и смело ќе го проповедаме Божјиот збор. Тоа е запишено во Дела на апостолите, 4 глава, 31 стих. И покрај фактот што овие луѓе биле крстени со Светиот Дух во Христовото тело, сепак имале потреба од континуирано исполнување на Духот. Кога се молиме на Бог искрено и со вера, Светиот Дух доаѓа и го исполнува христијанското срце. Со молитвата добиваме и заштита. Библијата вели: со секакви барања и молитви молете се во Духот во секое време, и заради тоа бдеите со сето постоjanство и со молба за сите свети. Што значи со секакви барања и молитви? Молете се во Духот во секое време. Кога бдееме или стражариме и сме постојани во молитвата, тоа се наоѓаме под оклопот на Божјата заштита. Христијанинот треба да биде постојано под заштита на Бог, бидејќи сме обкружени со силно влијание на нечистите духови, на демоните, на сатаната, преку луѓе кои действуваат во овој свет. И Исус вели: со молитвата ние ќе донесуваме плод. Исус Христос вели: вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и вашиот плод да остане, и мојот татко да ви даде се што ќе посакате во мое име. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 15 глава, 16 стих. Молитвата е суштински поврзана со давање плод за Господ. Не може вистински христијанин кој постојано е во духот на молитвата да не дава плод. Моли се и ќе имаш мудрост, мир, радост, заштита, исполнување со Светиот Дух и ќе носиш плод во твојот живот. Господ Исус Христос да ве благослови сите почитувани. Амин.